Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат ве носам во древниот Велес, да го истражиме, да се прошетаме низ него, да осетиме како живееле нашите предци. Изгледате го видеото, нема да зажалите, има остатоци од стари градби, како што оваа зад мене, има остатоци од воденици, има остатоци од мостови, и секако тука е преубавата природа со која што сите ние имаме чест и сме благословени да живееме. Па останете тука, изгледате го видеото до крај и верувате нема да зажалите. Значи, како што кажав, ве носам да го посетиме древниот град Велес. Во најавата, меѓутоа не ви спомнав и не ви кажав дека за посета во древниот град на Велес постои одбележена патека, која што лесно може да ја најдете. Древниот град Велес се протегал од по течението на реката Тополка, а почнувал од вливот во реката Вардар, па нагоре по течението на реката Тополка, и така да оваа патека може да ја најдете токму таму, односно на самиот крај од градот Велес или после населбата Долно Дуќани, пред мостот десно почнува патеката и е преубава. Значи не е само за вјубениците во историјата ова видео и за вјубениците во природата. Значи имате две во едно, природа и древна историја. Па одиме понатаму да ви ја покажам патеката и древниот Велес. Полека дојдовме до остатоците од првата воденица. Видете, било огромна. Патеката е пред нас, лево се карпи, горе на карпите се остатоци од тврдините или од мрамбениот бедем кој што го штител градот кој што бил доле. Патеката е маркирана, односно нема никаква опасност, секој може да оди, дури може и деца да одат, безбедно е. И представува еден бисер наш. Патеката оди цело време покрај реката, што значи дека е преубава за прошетка во овие летни горештини. Да уживате истовремено и во ладовината која што пружа и во убавината која што ви ја дава. Значи патекат нема поубава патека, преубава патека. Јас сум зајубен во оваа патека и кога имам можност ја пешачам. Преубаво, ете видите, некој си направил мост, си направил кукичко од таа страна реката и си уживам во оваа убавина.
Преубава е патеката. Дека шетаме да запознавам со Велес. Поубаво, значи Велес е можеби единствениот град, не можеби, туку сигурно единствениот град во светот, кој што задржал име на родоверен бог, односно на богот Велес. А некогаш богот Велес бил еден од главните богови на нашите предци. И токму тука успеала да се зачува таа негова енергија, односно тоа негово име, што значи дека Велес представува едно многу уникатно место на кое што се среќаваат традицијата, митологијата и модерниот свет. Значи, од една страна имате остатоци од стар град, кој што има митолошка улога. Потоа имате остатоци од поновата историја и секако модерниот град Велес. Значи Велес е толку уникатен што на едно место можете да најдете митологија, историја и модерен свет. За жал, тие митолошки приказни малку и останато кај нас. Меѓутоа, за богот Велес се знае дека бил еден од главните наши богови. Тој бил заштитник на шумата, бил заштитник на котлините и бил заштитник на обичниот човек. А негов противник бил богот Перун, кој што секогаш се наоѓал на високо и тоа нивно ривалство или битка траело вечно. И богот Велес секогаш сакал да се дигне на височините, дека богот Перун со своите гробови го спуштал доле. И тој богот Велес одново се раѓал секоја година, што означува дека без разлика колку ќе паднете, вие секогаш треба да пробате да станете и да се издигнете повторно. Значи таа порака што праќате преубава. Иначе ридот над градот Велес се нарекувал порано Перунов рид. Во поново време е Светилије гробовник, што е христијански пандан на тој наш митолошки бог Перун. Еве тука сме и до втората воденица. Оваа воденица е малку повеќе зачувана како што гледате. Дури некои си живее во неа. Ова не е втора воденица, јас споминав повеќе рушевини покрај. Но ова е канал со кој носеле водата до водениците. Ова се остатоци од градбите што биле наоколу.
Значи ова се остатоци од древното минато на градот Велес. Се наоѓаат на преубаво место покрај реката Тополка. Значи нема многу да зборувам, како што знаете нашата митологија, нашата древност ни е прикриена, а сета е заменета со грчката, римската и во поново време турската историја. Затоа ќе оставам да уживате во овие остатоци од древниот Велес. Тука има насекаде остатоци од градбите, од водениците, затоа што луѓето порано секако се населувале покрај река. Меѓутоа, да не ви интересира толку историјата, патеката по која што ќе одите е прекрасна. И секако е уживање за сите сетила. Иначе патеката цело време оди покрај реката Тополка. Ова е остаток од стар камен мост. Кој за жал се срушил. Меѓутоа, овие камења остануваат да сведочат за неговото постоење и некогашна корисност. Статоци од некоја стара градба преубава. Дојдов до една уште една преубава плажа. Благодарам што бевте со мене на уште една прошетка, на уште една мала авантура.
Се надевам ве запознав добро со овој дел на Велес, односно положбата на некогашниот древен Велес, односно древниот град Велес, кој што се наоѓал токму на ово место на кое што сега ве носев, а кое што го испешачивме заедно. Видовме некои остатоци од тој град, меѓутоа се на се мене ме фасцинираше положбата на овој град и неговата убавина. Доколку го посетите, ве молам, чувајте ја природата, бидете нежни со неа, затоа што она е нежна со нас. Ве поздравувам, ви посакувам секое добро. Се гледаме во некој мое наредно видео или низ нашата преубава Македонија. Поздрав и секое добро!